Знаете ли каде е Ржаничино? Многу, например, не знаат. Ние знаевме и затоа, почитувани, го посетивме за вас, поточно за оние кои не знаат, за да дознаат. Значи, Ржаничино по стариот пат, од и за Скопје од правец на Велес, е меѓу Катланово и Петровец. Или, попрецизно, Петровец и Ржаничино буквално се подпираат едно на друго, па не знаеш каде завршува едното, а започнува другото населено место. Убаво село, во плоден рамничарски крај, близу Скопје. Тука е автопатот, Вардарот, а и аеродромот Петровец. Луѓето вредни и гостопримливи, меки души, не канат во дворот дедото и внукот, ортаци. Ари не работа? Благодариме, се зубаво. Спокојно се живее тука? Спокојно се живее, може. Тоа е. Староседелец сте? Да, тука сум роден, инаку татко ми не е тука. Татко ми е доселен, сам 45-та, 46-та, негде дојде. Ти не би го менјал Ржаничино? Не би го менјал. Тука сум роден, тука фамилија ми е и тука живеам и тука ќе остане. Кај работиш? Комуна, стара, па неколку пати ни менјат името, како дојде ново газденово име. А сега? Сега сме да се смит. Уште си на работа? Не напушти, готово. Ми дадоа технолошки вишак, тоа е. Земја нешто имаш? Имам околу хектари нешто имам земја, па со тоа се бавтаме. Чуваме кокошки, свињи, тоа е сега моментално. И некои шатки. Од фамилија? Фамилија, 2 ќерки, 1 син, мажени женети, сами со жената, ама и синоти. Колку внуци? 2 внука и 2 внуки. Од ќерки до синот неам уште, чекаме, тоа е. Твое царство е тоа? Еве го, најголемиот е до мене. На дедо царот. На дедо е цар најголем тој. Како се вика царот? Михаил. Одиш во школа? Одам. Која година? Трето. Класно збори бе дедо, Во кој училиште? Кошарацин. Во? Петровец. Во Петровец. Каков ученик? Па, добар. Добар, така, солидно. Солидно. Учител, учителка? Учителка. Елица. Добра ли? Добра. Кого највеќе го сакаш? Баба, дедо, мама, тато? Тато. Со него си другар? Не, па... Не се тепат, ама добри се, пак заедно. А со дедо иде, пошто дедо ќе падне, и он го држи се за рука, дедо. Во поранешниот систем ги викаа полутани. Демек, на државна работа в град, ама земјата не ја напуштаа. Така и Столе, сега му остана само земјата. Овој крај во Скопско инаку е познаат по житните култури и стоката. Повеќето од жителите и натаму се полутани. Работат во Скопје, ама си ги работат и нивите. Од инфраструктура имаат речиси се. Велат, ако има банкомати, ама уште банка ни фали. Ржаничино не се иселува, туку се зголемува. Ржаничино, мало или големо село? Па, како јас што памтам, моментално сега е големо село, било како помало село, нормално, се населува народ, доаѓа, купуваат, значи сега Ржаничино брои негде преку 400 куќи. Негде преку 1150 жители има. Староседелци или доаѓаат, од кај се доаѓаат? Па значи доаѓаат од селава кои што се тука блиску до нас, значи Катланово, Петровец, Идризово има и кои што купуваат земја од град, пошто сме овде вистина фино село, место за живење, има
све селото располага со градски автобус, со пошта, со амбуланти, одвод, со сите работи, така да се населува прилично доста. И од подалеку? И од подалеку. Значи имаме еве комши кои што имаат од Ѓорче, кои што купуваат места, плацеви, се населуваат. Селово е вистина прекрасно за живење. Имаме од Паланка исто, претежно Паланка, тој дел што се од повисоките места, имаме, ако не повеќе, едно 30 куќи сигурно, кои што се од таму населени и се тука и си живеат. Значи, општината има доделено 150 плаца, кои што се наменети за изградба на објекти, дали фирми или ќе бидат куќи, од кои 130 веќе се продадени и се чека да се градат и да биде како што е планирано да биде. Значи Ржаничино не се иселува, туку се зголемува. Токму така. Значи Ржаничино што повеќе све се населува и се населува. Значи јас како дете на 18 години памтам и од старите што ми кажувале дека во Ржаничино имало 150 до 200 куќи, а сега има значи преку 470 куќи. Значи тоа е голема разлика. За 20 години Ржаничино 100% е изградено повеќе од оноа што било. Инфраструктура, Маријан, вода, Инфраструктурата во Ржаничино значи е најбитно што имаме водовод, имаме автобуски превоз, градски автобус има на секои 15 минути, дали е тоа 52, 53, 68, 69 или 62, без разлика. Одводот, значи половина од селото, едниот дел е поставен одводот, сега се чека на општината, на општина Петровец да го стави и другиот дел да профункционира. Со подземните води има проблем, но благодарение на општината ни излегува усусрет, каналите се чистат редовно и така да ептен во дадени моменти кога има прилично вода и снегови, има проблем, но е тоа минимален каде што се решава или се повлекува водата ден-два, нема никаков проблем. Така да кој сака да купи место и да дојде да живее во Ржаничино, нека повели, во секое време прекрасно е за живење. Банкомати, пошта, маркети, автоперални, фризерски салони, автосервиси, редовен градски и авионски превоз. Па што сакаат уште? Да, си имаат и многу убава црква со нова трапезарија, агилен, образован и достоинствен млад поп. Се е во ред, ама ништо ако црковниот одбор не е како што треба, а тука е. Овој храм се вика Света Тројца во село Ржаничино. 2000 година се ставени камел темелниците. Крстот е поставен 2003 година, а 2012 година е пуштен во функција и просветен е храмот Света Тројца во село Ржаничино. Кој го освети? Господин Стефан. Што слави село? Селово поранешна слава била Света Тројца и во чест на празникот на црквата е дадено името Света Тројца. Што се случува тој ден, Раде? На тој ден се случува, тоа е значи селска слава на селото, кој што го славеле сите жители на селото Ржаничино и поради тоа е добиено името на црквата Света Тројца. Се пречекуваат гости? Да, тоа е значи селска слава, сите домови се отворени на тој ден, кој милува, кој е слободен, може да дојде на гости. Црквата си слави тој ден, секој од кога е просветена црквата си има народен собир, има жива музика, има голем собир. Од само целото или ви доаѓаат пријатели од соседните? Претежно со селото доаѓаат и од соседните села и од пошироко. Кој? Од Петроваc, Кетланово, Коњари, Идризово, така сите околни села, значи на тој ден се собираат овдека, има доста народ. Попот што е главниот во црквата Петроваc, отецот Дејан, истиот го обслужува и нашиот храм по потреба, значи на венчавки, на свадби, на погреби за најлошото и така натака. Кога сме тука,
Има ли венчавки и крштевки? Се радува ли народ? Има. Од кога е отворен храмот, претходно моравме да одиме во Петровец. Од кога е просветен овој храм, значи од 2012 година, тие работи се случуваат овдека, кај нас. Немаме потреба повеќе да одиме во соседните села. Се ги извршуваме тука тие одредби, венчавки, крштевки, па и погреби. Кажи ми, се зголемува ли бројот на венчавките и крштевки? Се зголемува, ме радува тоа, се вел поголем број и новороденчиња и венчавки све повеќе има. И за крај, си е почитува ли народот верата и традицијата? Па да, на секој празник доаѓаат, знаат да запалат свеќе, знаат да се соберат, сите празници си почитуваат луѓето, поготово на Света Тројца пак ќе го спомнат, значи како најголем празник на нашето село. Најпосетен ден е во годината Света Тројца. Ржаничино е старо село со стотици години наназад. Името, како ли го добило, што работеле, за кого и од што живееле неколкуте христијански галабии, што ќе рече христијански семејства во Ржаничино. Тука земјата е плодна и дава се, само ако ја почитуваш. Се присеќа ова горда старожителка на Ржаничино. Нејзината галабија е меѓу неколкуте најстари во селото. Порано чувале стока, чифлици имало 2-3 фамилии, и моите биле меѓу тие. Кои си ти? Тасевци, Тасевски, Богдан, Марко, тие дедовци, прадедовци, не ги знам, Ѓорѓи, не ги знам. Тасевци се имало тие, како се, тој е еден нанасто стар, не ги знам новие другиве. Важно 3 фамилии са. Само стока чувале тука, после постепено се населувале. А кај живееле? Ова е тоа Тасевско мало, ова тука. Пред Патов, ова првата куќа тука околу се тоа моите предци, староседелци што биле. Имале стари куќи, после постепено како се множеле фамилии, така куќи и се раселуваат на сите страни, имаме пуно. Обично житарици, репа, шекерна репа се садеше. Памук се садело, бостанова се беше бостан, овие наши ниви на моите се од таа страна. Сме саделе бостан, со камиони се носело по пазари, се продавало. Афион? И афион имало, ама послабо афион. Тутун садат. И денеска некои садат, ама тоа многу ретко. Јас од татко ми, од дедо ми што сум слушала, рж се сеало повеќе и затоа изгледа селото е Ржаничино по тоа, по ржот. Не знам друго како да ви кажам. Тоа е се сеало, рж, пченка, пченица, јачмен. Ама изгледа рж највеќе. Највеќе, сигурно. Довидување од Ржаничино, меѓу Петровец и Катланово и предносот на Скопје. Се гледаме од некое друго убаво село во Македонија.